Значи, сакам да прашам нешто. Видов овде Bluetooth уклучен некој звер, 28 сантими. Тука е. Дечкото назад, црниот, високиот. Ај направи вака. Не си ти, срце. Не си ти. Тоа е. Тоа е душо. Значи, мора да внимаваш на се. Љубовта е ретардирана. Јас не внимавав. И така си го запознав мажот ми. Беше многу фин, ми збораше многу бај работи. Вака кој ќе ми збораше, значи како морници да ме лазат, како мрави да ме лазат. И кога извраде мравојадо, му викам, срце, многу ти е мал инструменто. Вика, не знаев дека ќе свирам во катедрала. Простак, реков, ти си еден овчар најобичен. Не, вели? Мене, вика, да ми беше поголем 5 сантими, ќе бев крал. Викам, срце, да ти беше помал 5 сантими, ќе беше кралица. И така ви велам, ама љубовта е ретардирана, зедеме на пумпа, му родив едно детенци, са се враќаме од болница, јас цела хормоните, не знам кај ми се, и тој запнал како го ведом и вика, срце, сакаш, вика, вечер да правиме намити? Але реков, ти нормален си? Знаеш дека мене гинекологот ми забрани 1 месец такви работи? И ми вика, Забаро шо ти рече? Реков, ми рече да се истребиш, да спиеш таму, да пукниш. И легна, значи 10 години не стана, значи легна таму, скапа. И му викам, станвај, си належа 10 години си изнаспа. Вика, срце, ако се изфорсирам, морам да се одморам, оти ако се изфорсирам, ќе умрам млад. Викам, сега ќе умриш ако не станиш одма, да си станала. И станва тој и вика, знаеш, срце, дека ние мажите статистички живееме многу помалку од жените? А му викам, знаеш зашто е то така? Сакаш да ти кажам зашто е то така? Оти многу го тинкате. Од многу тинкање ви се бриши тука линијата на живото. Идиоту еден. И бидна си скаравме, лом се направивме и стално истиот муабет. Ко не си бев еден гинеколог, татко ми гинеколог, брат ми гинеколог, јас шоле реков, вие цела фамилија не си нагледавте. Значи, неки гледање ле, сака работа. Башка му викам, ти си стана джандар. Баба ти викаше да си станиш джандар. Ти викаше, бабе, дур да те разберат дека си идиот, ќе ми те клат началник. Дур да се разбери кој беше, шо беше, ќе се пензионираш. И нема да вервате, стварно го кладоа началник. И го пушти таму Италија негде пред короната на некој семинар на не знам, идиоти джандари. И си викам, ајде сега, јас ќе бидам фина сопруга, си седам во спалната, влегва тој и ми вика, срце, шо ке преш, вика, ти дури сум јас во Италија. Исто реков шо и ти. И се подзамисли. Дали да оди, дали да не оди. И пак се истреби, замина Италија. Ајде, јас првиот ден пак фина сопруга, му пишам порака, му викам, срце, да ти пратам некоја секси слика, да не си осамен. Не враќа. Ајде, викам, не е проблем. Земам, сликам. И му викам, еве ти, срце, некоја слика, за да не си осамен. И ми враќа порака, па и не сум толку осамен. Реков, така, сега ќе видиш. Ќе си најдам швалер. Првиот што ќе го најдам, значи комшија, не знам таму, инкасатор, шо и да, и најдам еден колега. И го земам колегата и одиме во првиот хотел и тој навалил како некој говедо на мене, значи вака, бациме. Што да те бацам ле, му викам, да те бацим ајка ти ладен. Але и ова што ќе се клецкаме се, а не е во ред, ти ми викаш да те бацам. А јас да ви кажам, вака цело време со очите, вака. Вака, пратам си, викам, туку да дојде овај мој од страна, да не е Италија, да глуми, со некоја швалер како на филмовите. Одма знам што ќе направам. Значи, му одам и му викам, те фатив ѓубре едно, еве ти носам и сведок.
Морале, Срцка, тоа е, мора да имаш план Б, С. Шо? Мажо се чува дури е млад, шо кој има 50 години? Значи на 50 цел да ми дојди со шливки вака по телото, знам дека не му се од швалерка. Знаете од чому се? Од апарато од ЕКГ. Нормално. И мажи, Срцка. Мажи колку да сакаш. Пример, министеров Филипче. Црн, згоден, прокелав. Цел карантин си го гледав на телефонот. Си го гледам така, не можев на телевизор. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, негде после Нова година се враќам од работа и почнувам да готвам нешто и му велам на овој волот, му викам, ако сакаш пушти го телевизорот. И зеде го пушти, бе, од тераса со седалинско. Идиот. Така реков така, седнуве во луерен да јадиш. И го остава телефонот на крајот од масата. Го остава телефонот и си викам, стално му велам да не го остава таму, сега ќе види. И јас од тенџерето, фрц, и телефонот паѓа на земја. Телефонот паѓа на земја, тој ми вика, крени го. Не го кревам му ти 100 пати, ти имам кажано дека не го клаваш таму кај што треба. Не вика, крени го. Не го кревам ти, не го клаваш таму кај што треба. И се расправаме и звони телефон. Звони телефонот, крева малиот. Ало? Да, бабо, не е тато. Еве, вика, се кара со мама. Тој му вели да му го крени, таа вели не ти го клаваш кај што треба. Реков, дај телефоном. Гасам слушалката, викам да се јади. И седнуваме да јадиме. Але не може овој воло 10 минути без да изеди некој лајно. Ми вика, не ти се убај ќофтињата. Па реков, 10 ги изеде пиздати материна. Вели, без леп ги јадам. Абе, без леп ги јадиш во еурокремо ги макаш, какви да бидат. И почна замерки, вика, ти не знаеш да готвиш. Вика, толку лошо готвиш, значи после јадење, кој ќе си ги исчеткам забите, кој ќе си ги исчистам со конец, кој ќе го остам конецот, лебарки се бесат на него. Така реков, да си готвиш сам. И вика, не да чистиш. Кој ле реков, јас? Некни му викам, джамоите ги изчистив. Вели, од кој ги изчисти джамоите, значи почна 2 сати порано да изгрева сонцето. Опа, реков, да си чистиш сам. А не, вика, мене ми се гади од бактерии. Знаеш, вика, колку ми е гадно, кога ќе застанам на двеце школката и кога ќе ги видам тие бактериите таму, многу ми е гнас. Опа, реков, тие шо поглед има кога ќе се натртиш, ти значи поглед снова. Уживат. Простак еден. Се направивме лом, значи си скаравме, бидна шо бидна, и си викам, ајде сега ќе замини за Италија, ајде да ја смирам ситуацијата, и му викам, срце, ни се ближи годишница, му викам, сакаш нешто лудо да направиме, пример, да скокаме со падобран? Мене ми е страв да скокам со падобран. Скокај без падобран, пиздати материна! А вика, а сакаш да направиме нешто друго? Шо велам? Вели, ако сакаш, можеме да си направиме едно домашно порно видео. Со кој ле реков? Со тебе. Але за тоа време само гифче можеме да направиме. Идиот. И бидна шо бидна, се истреби за Италија и јас го мислам Италија, мене ми звонат од полиција. Ало? Шо? Велат, мажот ти се вратил пред една недела од Италија, па сакаме да видиме дали ги почитува мерките за самоизолација. Шо? Се вратил од Италија? И спуштам слушалка и му звонам на Вибер. Ало? Кај си ти? А, во Милан си. А шо преш во Милан? А, цело време те терат да носиш маска. А оке ти падна тушињата од маската. Па обеси си ја на рокчињата во луеден. Шо? А тешко ти станва кога ти зборам вака. Па јас ке си најдам сега некој друг, што му станва многу полесно. Чао, ариведерчи, чао!